спамаат во чат реди. Реди пишуваат и Еве, двајцата. најфрундата, Дечки, ајде, влегнуваме. долго очекуваниот гейм ќе започне, дами и господа. Еве, најфрундата е лайв. Океј. Е фан. Значи ајде да ги представиме на брзинка, кажи ги слободно на АБК. Тимот на АБК, значи имаме D-Max Music, LPD Dreadshot, Кикле, Чин Чанг Чунг и Доктор Кумер. Така, од другата страна имаме Орион, Вајми, Рангоди, Хайредин и Сайклон, тој си е мјутнат од Valve и Веќе немам како да го анмјутирам. Како што може да видиме, изгледа тимот, значи тимот на АБК ја доби најфрундата, што значи тие ќе бираат се од која страна ќе почнат. Доста тесно беше ова најфрундава реално. Може се контролира маусот света? Да. Добре, добро. Не, и направив клир така да не се види IP-то. Не се грижи. Ќе остане на... Еве, сега сме лайв. Конечно, првата рунда помеѓу тимот Плутач и АБК почнува. Како што може да видиме, тимот на АБК ја избра CT страната, а тоа значи дека Плутачи се преместени на терористите, значи на тест сайт. Тест сайт, да. Аутодиректор он, добро е. Ако е он. Еве, гледаме Ајде да видиме сега првата пиштол рунда. Сега ќе биде ова A-push, бомбата заборавија. Имаме 2 со 3 изгледа, значи еден мид, двајца Б и двајца на А-сајтот. Cyclone пуша, веќе влезе на А-сајтот, проверува си дагли, доби еден пик на А-сајтот, сега се врти кон window, падна уште еден играч од страна на АБК. D-Max доаѓа тука, но не успеа ништо направи со ротацијата. Дречот ја презема сега неговата одговорност. Успева да наоѓа и тоа без сайленсер игра на своето USB, но сега само станува против двајца со 1 HP го наоѓа. Рангот ми во неговиот пиштолот, сега има два, дали ќе смени, да го смени пиштолот, сега останува 1 HP, да видиме дали ќе може да клачне против Орион с LPD Dreadshot. Орион мора да има информацијата дека е на лоу HP, не мора да иде по хедшот само, но Орион може полека да игра, бомбата е плендата, времето е на Dreadshot. Он треба тој што треба да избрза. Оуј, каква глава од страна на Орион, така да тимот на Плутачи го ја добиваат првата рунда. И плюс плен, така да можеме да видиме добра економија и добри пушки од страна на тимот на Плутачи, додека тимот на АБК кидат еко. така е. Да, само еден дигал од страна на Go Next, Доктор Кумер. Доктор Имаме Кумер ми неколку се свиѓа многу 250-ки. името. Одма паѓа сега да видиме LPD Dreadshot и пушаат, Плутачи пушаат на Б преку апартманите со флешови. Cyclone добива уште еден пик, сега да видиме Кикле нема да добие ниту еден кил со тоа USP. Само станува сега Како го викаме? АБК ќе го викаме. Ајде, само АБК со 5250 проба да направи демедж, но повторно Cyclone добива уште еден кил, што мислам да Cyclone заврши со... Дали може само на секунда да се вратиме на нас, зашто имам некој проблем со аутодиректорот, не се уклучува, да видам контролите само што се случува со тоа. Спектатор. Дечки, ако можете кажете каде се наоѓа за аутодиректорот контролата, или ај ќе се вратиме ингем додека трае оваа партија, после тој проблем ќе го решаваме. Видиме сега имаме бај од двата тима, Плутачи се со некој халф бај со гледаме 3 мактена на нив и 2 калаша, затоа тука сега доаѓа на А-сајтот рангот, но одма е таму истрейдан, Доктор одлично го затвара овој пуш на Плутачи, остануваат сега Вајми, тоа мислам дека Најкон и Орион против тројца од АБК. Бомбата им е позади на Теспон, сега они треба да бидат паметни како ќе ротираат, ете го Вајми добива еден кил, убава D-Max Music си најде М, како што може да видиме. Сега Орион стрча да земе бомбата и вајде ќе идат на Б сајтот, го исчистија ќе да плентне. Ќе пуша преку апартманите, додека Вајми останува сам на А сајтот и знае дека некој има во маркетите, ќе проба слушна таа бомба, нема биде флешнат. Но и пикне, дали ќе направи 2 пика? Вајми да видиме, го остави на 41 HP, Вајми сега се останува на Орион, да видиме што ќе се случи. 1 на 1. Орион сега го има притисокот, но има доволно време да се игра со бомбата, ја знае информацијата каде се наоѓа Кикле. Не знае каде е Орион. Ете го Орион со перфектен хедшот. Врз АБК Кикле. Одлично таймирано и одлично изигра, онака баш олдскулски го изигра Орион. Школски што се вика, убаво изиграно.
од страна типот на плутачи. Сега може да видиме дека тимот на АБК се повторно екор, но купуваат бомби, изгледа да ќе планираат да фрлат нейдс на рампа, да видиме дали ќе умре. Тоа е кој е? Хајредин. Не, Хајредин. Каков пик од страна на Хајредин. Не знам никако Сега го знае дека видим. пушаат, добива уште еден кил Хајредин, знае дека пушаат сите други кантери уште еден О, пик. 4 за малку 4 ќе го кил имавме со страна првиот Хајредин и тез. Cyclone. Кикле конечно го уви, но Cyclone исчисти Уф. рундата со тој последен кил. Ја мислам дека тимот на АБК, ако не ја земат оваа рунда, доста паѓаат позади, што тоа значи дека плутачи ќе бијат многу предност, значи идат еден на window, двајца на Б, двајца на А, додека тимот на плутачи отворија веќе на мид. И имаме неколку во еден во палас и еден на рампа, што изгледа ќе сака да освојат А сайт. Да, Cyclone добива еден пик, YMI уште еден. Сега се влезени терорите на А сајтот, што тимот на АБК немаат ни веќе како да ротираат, единствено ако може да сейвнат овие пушки. тоа ќе се обидат, а они дека ги севаат пушките, дечки, морам да го најдам. Да Ајде. најдам контролата за аутодиректора, ја може и вие да гледате. Last Weapon News, аутодиректор каде е? Дечки, ако имате вие идеја кај можам да го Тоа најдам. кај Може да пишете сачува. учалба, молам. Во меѓувреме Кикле паѓа, направи едно убиство, Абе, но Димакс, само станува Димак со АВП-то, а гледаме неа ни плантираат дури сега дури ставија сега, да. бомбата за да можат насекаде да отидат на мапата така, значи, и ово сега да го бутнат ова АВП. Каварно Андре сега ќе пикне во апартманите, дали ќе одобија тој кил да видиме? Да, но одма Ренк одија тука од Андер да дојде да го убие Димакс Music да се освети за килот врз YME. Му го подигнаат тоа АВП, што значи дека тимот на АБК се повторно еко, односно со small buy, со неколку пиштоли, флешки, армор може да видиме, но тимот на плутачи се full buy со АВП и 4 калаши. Повторно, значи тоа е нивна Контролирај малце ако можеш само. Ако можеш малце контролирај, ја да пробам да најдам ајде. некаде каде се наоѓа ова. Значи, Cyclone добива еден кил во джангл, сега се наоѓа, пробуваат да ослободат А-сайт, додека Рангоди фрла смоук. Cyclone добива уште еден кил на А-сайтот, го забележа едниот противник на шорт, сега преку смоук, YMI го пука, го остава на 11 хп, додека Хајредин добива пик, сега да видиме дали уште еден. Не, Поставена веќе Да, бомбата, ето, ова е значи, сигурна рунда за мртов, плутачи, сега веќе шестата е на победок за нив, не успеа ништо да зачуваат и истовремено никого да убијат. остаа направија неколку демедж, но тоа не е доволно за да добијат рунда. Сега си исто повторно бај екипата на АБК. Плутачи само си докупуваат бомби, додека мислам нивната економија, кој што може да видиме, е доста добра и за наредните 5 рунди. И ајде да видиме сега АБК дали ќе смеат нешто. Не, Cyclone повторно со хечот врз доктор Кумер, повторно агресивно влага на А-сајтот, тие не може да го чуваат, тие сега некој од мид, дали му направи демедж, пушат од конектор, никој не гледа од страна на АБК на мид, сега А-сајтот е повторно отворен, додека овој со кинеските букви со АВП-то пробува да одбрани, да добие некој пик, го убива Орион со убав флик, можам да кажам, но некој позади него Пукане веќе пука, од сите страни. ете уште еден убав хечот, давај! За малку, но За по се изгледа малце, ова KS. како што и очекувавме дека поискусниот тим, а тоа се плутачи, дека ќе продолжат. Така, ама Можеме да кажеме забележиме дека 14 фрага за анонимниот играч. Cyclone, значи Cyclone е дефинитивно on fire овој гейм. Значи агресивно игра, влага на сајтот без страф, без ништо, без смокови, флешови, само ги убива без никаков проблем. Така, некако тешко се справуваат на играчите на АБК Да, и ете, како може што да видиме гледаме од одма сите преку страни ги палас буткаат. пушаат, но ете Кикле доби одма повратен кил. Cyclone, од каде влезе Cyclone? Од конектор. Конектор не може така, не може играчите на АБК да го остават мид и конектор отворен. И ете со Коби го заврши Орионс Димакс Music. Ој, прашалник дури имаме во чатот. 10 хп, добро. Дечки, не е до нас ова од Valve мютнат, поради било што најверојатно токсичност и не можеме ние да го анмутираме.
Посебно не само заради тоа што е од Valve, туку и поради тоа што ние сме на GoTV, односно со дилеј, не сме директно во серверот, така да не можеме да го Сега има анотираме. два молотов, знам дали намерно или не, ама фрлија два молотов стимот на АБК во на рампа, сега има и смок да видиме дали ќе ги заштити тие сајтот, но не. Ете повторно сега влегува тимот на Каков хедшот утрчање, рангот го преврта едноставно доктор Кумер. го врати Рангот назад. продолжува со тој влез од конектор, сега само станува на сајтот. Димакс, одличен Димакс, флеш, но како да беа подготвени за ова и сега така е. двајцата треба да изротираат од Б. Повторно А сајтот паѓа. Мислам дека ова е веќе 8 рунда поред, ниту еднаш не ги видовме на Б да отидат Може. играчите на плутачи. Едноставно нема Првата потреба да рунда само, поправиш нешто ама- ако не е зафркнато, нели? Така е. Сега има Кикле, да, Кикле со убав пик врз рангоди. Убав хедшот, со убава позиција. Сега да видиме дали ќе севат или ќе пробат да го завземат овој сајт и да дефюснат бомбата за да добијат некоја рунда, бидејќи тоа колку толку им е доста битно на тимот АБ како сака да се вратат во овој гейм. Да видиме дали може Ninja дефюз случајно, има не, нема Мислам дека нема нема дефюз кит, можност за ама тоа. ќе проба да најде exit frags. Probably? Не. Не им оди баш од рака и не им оди ни геймов од рака на АБК. Деветата рунда е тука за плутачи. Тоа значува 9-0 тимот на плутачи против АБК. Така. Дечки, ја уште немам најдено решение. Опа, не quit. Секој пат кога кидаме на фристайм ќе пробам да го најдам. Ох, Ако не може да прашаме некој од админите да ни помогне со ова. пробав. Не добив одговор. Communication не ми треба. Не е битно. Да продолжиме со геймот. Значи прво со АВП да одбрани тој мидсайд, но тројца играчи на плутачи не му дозволија да добие ниту еден пик и се влегува од конектор и изгледа ќе го ќе го пречекаат. Не, на скалата беше качен гилт на кршумите, но Гилтна, некако се спаси на крај го најде килот. Добија 2 кила тимот на АБК, сега бомбата им е во теспон, но Кикле не ја гледа секаде околу него. Сега мислам дека знам, не спре... нема веза тоа Хайредин со неговиот флик со АВП одма го пронајде играчот на АБК. Значи имаме пауза на мечот. Имаме пауза на мечот, да, дечки, ќе се Само префрлиме на најдеме нас. ова да... Ја да го пронајдам копчето, слободно малце позбори, уште малце редукс, па после кога ќе најдеме аутодиректорот ќе можам ја да ти помагам. слободно. Значи, како што можеме да видиме, тимот на плутачи има тотална доминација врз тимот на АБК. Не знам дали сега ќе направат некој геймплан да сменат ротации, да играат тројца на... Но не, мора да го заштитат тој мид, бидејќи цело време им влагат и од конектор, од рампа и од палас, што не може да кантер-терористите не можат све тоа да го одбранат од еднаш, додека играчите што им се на Б сајтот многу споро ротираат. Но еве како што може да видиме изгледа се реди и ќе почне геймот. Да, еве сега ќе почнеме повторно. Не успеав ја да го најдам решението на мојот проблем, тоа ќе биде после најверојатно. Мислам дека беше на Ц автоматски е копчето, а ја на Ц ставив clear decal да биде и се смени на некое непостоечко грешка. копче. И сега видиме, значи имаме тројца играчи сега од страната на АБК кога ме слушнаа за да чуваат ми добија еден кил, но Хайредин со прекрасен флик врз ЛП редшот го убива и сега паѓа по еден играч од двата тима на сајтот. АБК пробува со тој МП9 да убие некој на палас, се спасува на 34 хп, знае дека играчите се сега на А влезени, ќе го испуша на ЦТ, АБК не е спремен со нај по рака, не може толку слободно да се шета. Вајми добива уште еден кил врз Кикле и сега Димакс Music останува сам во конекторот со неговото МП9 кај да видиме што ќе направи. Значи Хайредин ја зема бомбата од теспон и трча на кај А сајтот, додека другите играчи на плутачи се стојат дефанзивно, не се по потрага. Димакс дали ќе може да го пронајде Хайредин? Не, но Хайредин може да го забележа со АВП-то. Да, сега го видува на тикет, го чека и тоа е хедшот на Вајми врз страна на Димакс Music. Уште една пауза имаме, конечно, уште една шанса да за Моки да проба да најде како да го
Не, изгледа одма ќе почнеме. Одма нема пауза. почна, не ми даваат можност. Продолжуваме со геймот 11:0. Сега, значи, имаме повторно двајца сети играчи на А сајтот, еден е под Палас. Дека, значи, имаме 4 играчи сега, скоро еден во џунгла. Овај ми го добива тој пик врз доктор Кумер. Повторно некако позиционирањето на А сајтот не им оди баш од прилог наоѓаат сега конечно еден, но за тоа се целосно отворени од конектори, таму и излегува Орион, Да. наоѓа двајца, се извинам заедно со вакво целосно Не исчистени може, сите не играчи може, на АБК. Тотална доминација, не можат. Тешко им оди некако справувањето со овие пушови како да го победуваат секој дуел играчите на Плутачи, мислам дека Плутачи, тоа така. се гледа и у скорбордот. Да, како што може да видиме, значи имаме веќе 4 играчи што се двоцифрени од страна на Плутачи, додека од страната на АБК сите се со една цифра на киловите И сега. тоа максималниот играч има со 6 убиства. Сега имаме изгледа фулстак на скоро фулстак на додека Тоа со чуден бај, имам еден фамас. да, но џабе ете не се концентрираат да го чуваат тој конектор додека Cyclone го искористи тоа и сега некој прилет така е во Windows тоа е Rangodi кај што направи доста лесен пик. Има дали Димакс може нешто да направи овде. Тоа негов USB освен да проба да даде некој Ги снемува сите куршум и Димакс само станува 13-та рунда е тука за Плутачи, мислам дека како што и напоминавме на почеток, се ближи се поблиску и поблиску крајот до АБК, они изгледаат како да сакаат да го завршат ова да поменат на следниот гейм. Имаме пост до Томе Перката во чатот и фамилијата. Поздрав. Сега имаме фул бај, значи имаме две АВП и МК од страна на АБК, додека тимот на Плутачи се уште Хайредин го контролира тој АВП, тоа АВП извинете. Колку некако споро реагираше овде Димакс, но Тимакс Cyclone со прекрасен хедшот, нас имаме и така од другата страна. Доаѓаат сега побрзо ротациите, некако сме вратени во 3-3 ситуација. Малте се чудат тука тимот на АБК како умираат толку лесно. Но тоа е искуството си го прави своето. Кинеските знаат буки кај е. остануваат сами. Веќе паднати на 7 хп, сега и на 0. Хайредин продолжува со оваа ненормална игра, како и неговиот тим. Cyclone еве има првата 20-ка овој гейм. Полнолетен дури и во Америка е сега. 21. Сега има некој small buy, ова е последната рунда, да видиме што ќе направат. Мислам Да дека видиме сакаше сега. да скокне, ама ау ПДС-ката. Дали ќе го... О, Орионс, не, Орионс е пребрз, значи Орионс очекува дека ќе биде... О, тречот. Стишна чавката, но не беше доволно брз, него пронајде хедшот, остануваат Кикле Тагна. и доктор Кумер. Кумер со флик. Два хедшот, 2 кила направи, но не беше доволно и рип. Да, ќе се вратиме на нас, ова мислам дека го исклучија сервер. Не го исклучија серверот. се вративме. Моја грешка. Да, имавме порано проблеми каде што ќе го исклучат серверот и кај нас ќе се исклучи GoTV-то предвремено. Аха. Но ете, тоа одма се реши, 15-0 од за тимот на Плутачи. Сега имаме ГХБХ во чатот, но да има дали оваа рунда, еве, ова ќе дали барем една рунда ќе земат тимот на АБК. Се сеќам на момент Нип игра, мислам, не знам од кого беше, губеа 15-0 и Нип ја земаат пиштол рундата во второто полувреме и такво стануваат на лан, стануваат и се дерат. Ајде, каде рунда. може да. Најс. Сега му И е после мајката. изгубија 16-7. Им ја зема одма Да. втора, ама битно се израдуваа за таа една рунда. Така. Тимот на Ninjas in Pyjamas. Оути, Сега да, видиме. така вика. У чат викаат Оути. Овертайм ќе одиме. Да видиме дали ова ќе биде овертайм. Сега тимот на АБК се изгледа се Cyclone одма добива пик. Сега тимот на доста брзо добива еден пик. Вај ми само станува сега на овој сет, ова мислам дека Да, Најкон. о, Каков прекрасен окей. хедшот. Кикле ја поставува бомбата, но кинеските буки остануваат само. Не, со нож му Дали ќе го идат. најфна? Не! Каде се идат Немојте ова! И Браво. тоа е GG од геймот АБК Плутачи. Долго очекуваниот заврши со еден 16-0. со еден најф за вас да уживате во ова. Еле, Моки, Тоа не изјава знам. за геймов. ГГ или ФФ беше, не знам.